одделение. За овој час подготвив наставна содржина за скулптурата, поточно за ликовни елементи и принципи во скулптурата, запознавање со ликовните елементи и принципи, форма, волумен, равнотежа, единство и боја, создавање на скица за скулптура и геометриски тела. Кои се целите на овој час? Ученикот треба да се оспособи да го разбира односот на идејата, материјалот и техниката во скулптурата, да согледува дека материјалот и техниката треба да бидат прилагодени на идејата, да ги разбира ликовните елементи како изразни средства за креативно изразување, да создава фигуративни композиции. Кои се очекуваните резултати од овој час? Учениците треба да ги откриваат ликовните елементи во моделирањето, формата, волуменот, равнотежата, единството и боја. Сега конкретно за скулптурата. Скулптурата е ликовна дисциплина на обликување на волуменот во просторот. Скулпторот е уметник кој се занимава со обликување и моделирање на материјалот со кој твори, како камен, глина и друго. А скулптурата е тродимензионална уметност, па затоа може да се нарече и пластично просторно обликување. За разлика од сликата која има само две димензии, а тоа се висината и ширината, скулптурата има и трета димензија, длабочина, односно должина, па таа може да се почувствува, одмери и процени со допир, односно тактилно. Затоа е потребно скулптурата да се наблюдува поинаку од сликата, цртежот и графиката. Таа треба да се наблюдува од сите страни. За разлика од дводимензионалните дела, скулптурата нема само една композиција, туку онолку колку што има агли на гледање. Какви облици скулпторот ќе создава зависи од материјалот кој може да е свитлив, растеглив и кој му допушта на уметникот да додава и одзема. Глината таква е, пластелинот, восокот или крут, кршлив, порозлив, кој може да се длаби, крши, односно уметникот може да твори со одземање, а такви материјали се дрвото, каменот, мермерот и други. Еве едно познато дело од Микеланџело, Пиета, од 1499 година. Видови на скулптури. Скулптурата може да се подели според видови на биста, миниатурни фигури, статуи. Бистата е скулпторско дело кое го отсликува тродимензионалниот горен дел на мажот од половината нагоре и ги вклучува градите, рамената и главата. Овој вид скулптура најчесто се изработува во природна големина, а материјалите се мермер, камен, дрво, бронза и така натаму. Миниатурна фигура или фигурина е статуетка, која е скулпторско дело, такви се бисти и статуи од помал формат, кој прикажува луѓе, богови, предмети или животни. Овој вид скулптура е воедно и најстара форма на скулпторско дело. Таква е Венера од Лилендор, а материјалите од кои се изработени се теракота, керамика, метал, стакло, порцелан, дрво, камен, пластика. Статуа е скулпторско дело кое прикажува тродимензионална представа на една целина без разлика дали се работи за луѓе, богови, предмети или животни. Статуите можат да бидат составен дел од ентериерот или да бидат на слободен простор, какви се споменици, фонтани и така натаму. Еве неколку познати дела, например, биста од Вашингтон од Жан Антоан Удон, познатата статуа на Давид од Микеланџело,
и миниатурни фигури, пудлица, куче пудлица. Скулптурата која прикажува само тродимензионален лик на човек може да се подели на статуа и фигура. Тоа е тродимензионална представа на целата човечка фигура. Портрет е тродимензионален преглед на глава. Биста е тродимензионален преглед од струпот нагоре. Коњаник – тродимензионална представа на човечка фигура на коњ. Еве неколку примери за тоа. Материјали за изработка на скулптурата. Има скулптура од стакло, скулптура од камен, од метал, од дрво, бронза, сол, водена скулптура, скулптура од бетон. За тоа еве неколку приложени примери. Ликовни елементи на скулпторско дело. Двата најважни елементи на скулпторско дело или скулптура се масата и просторот, можат да бидат само виртуелно одделени. Секое скулпторско дело е направено од материјали што имаат маса и постојат во тродимензионален простор. Масата на скулптурата е материја што зафаќа одреден дел од просторот. Просторот како елемент на скулптурата се јавува на три основни начини. Материјалните компоненти на скулптурата се шират и се протегаат низ просторот, материјата се затвора или ограничува простор, создава празнини и празнини во скулптурата, а материјалните компоненти на скулптурата се поврзани во и низ просторот во една скулпторска или уметничка целина. Важноста што се придава на масата или просторот при создавање скулптура значително се разликува. Во египетските скулптури, но и во повеќето скулптури, например на современиот скулптор Константин Бранкуси, масата е од голема или скоро апсолутна важност, а повеќето идеи на египетските уметници и Бранкуси се тесно поврзани со барање на одредени јасно дефинирани форми на масовна форма. Од друга страна, во делата на некои други современи скулптори како Антоан Певзнер или Наум Габо, масата е сведена на минимум и се состои од протранспарентни пластични плочи или тенки метални прачки. Солидната форма на самите компоненти е тука од помало значење, бидејќи нивната главна задача е да создаваат впечаток на движење низ просторот или да затвораат и ограничуваат одреден простор. Во делата на скулптурата како што е Хенри Мур и Барбара Хепворд, елементите како што се просторот и масата се третираат како повеќе или помалку еднакви партнери. Голем дел од скулптурата е создадена со идеја да се разбере првенствено како волумен. Волуменот е основа на единица на тродимензионална цврста форма што може да се замисли. Некои скулптури се состојат од само еден волумен, други сочинуваат повеќе од еден. Скулптурите обично ја разбираат човечката фигура како состав од неколку томови, од кои секој одговара на еден од поголемите делови на телото, како што се главата, вратот, торзото и екстремитетите. Шуплините и вдлабнатините на скулптурата, кои се внимателно дефинирани, како и цврстите форми, се од еднаква важност за целата и понекогаш се нарекуваат негативен волумен. Површините на скулптурите се во суштина она што е видливо. Преку промени во обликот на површините доаѓаме до заклучоци за внатрешната структура на скулптурата. Затоа, површината има два аспекта.
ја опфаќа и дефинира внатрешната структура на масите на скулптурата и е исто така дел од скулптурата што ја поврзува со просторот. Експресивниот карактер на различни видови површини е од најголемо значење за скулптурата. Конвексни површини сугерираат исполнетост, воздржаност, затворање, надворешен притисок на внатрешните сили. Во индиската скулптура, ваквите површини имаат посебно метафизичко значење. Представувајќи ја инвазијата на просторот во масата на скулптурата, главнатите површини сугерираат на дејство на надворешните сили кои се показател за колапс и ерозија. Рамните површини имаат тенденција да даваат впечаток на цврстина на материјалот. Рамните површини се строги и нефлексибилни и не даваат впечаток на внатрешни и надворешни притисоци. Површините кои се конвексни од едната крива и се конкавни од другата може да сугерираат влијание на внатрешните сили и притисоци, но истовремено се и приемчиви на надворешните сили и притисоци. Тие се поврзани со растот на формата, односно проширувањето на волуменот во просторот. Бојата на скулптурата може да биде природна или да се создава вештачки или со обојување на материјалите што ја сочинуваат скулптурата. Во блиското минато, поточно со почетоците на модерната скулптура, скулпторите стануваат посвесни од кога било во историјата за убавината на многу материјали користени во скулптурата, обидувајќи се да ги искористат нивните природни својства, особено бојата и текстурата. Во модерното време постои тенденција да се користат чисти вештачки бои и индустријски веќе обоени материјали како суштински елементи на скулптурата. Еве неколку такви примери на обоена скулптура. Кои се фазите на создавање на скулптура? Најдобар начин да започнете со собирање уметнички скулптури е да научите како скулпторите ги создаваат своите дела. Скулптурата бара совладување на сите фази на изработка на скулптура. Овие чекори значително се разликуваат во зависност од видот на користениот материјал, како што се бронза, челик, дрво, смола и така натаму. Склопувањето на разни предмети заедно за да се формира единствена скулптура, чија вредност ќе ја надмине естетската вредност на одделните елементи. Моделирањето е процес на обликување на материјали или со додавање и отстранување материјали. Лиење е изработка на калат за да се добие впечаток на моделирана работа или жив модел и изработка на една или повеќе гипс или восочни фрлања од овој калат. Резба е техника што вклучува сечење или стругање од блок материјал за да му се даде специфична форма. Постојат две техники на резба. Директно резба без употреба на прелиминарна скица или модел. Индиректна резба со помош на машина за покажување која верно го удвојува моделот врз основа на точни мерења. Лиење е техника што ги вклучува сите операции што се случуваат пред и по фрлањето на стопените метали во калат. Ромбоз е техника што произведува тродимензионални скулптури кои не се прицврстени на позадина, но се потпираат на основата. Еве примери за скицирање на скулптура. За домашна работа,
Ке имате со помош на следниве примери да нацртате скица на скулптура на човечко тело со примена на геометриски фигури во цртањето. Во прилог на тоа ви давам еден линк и неколку примери во исцртани примери. Драги ученици, ова е се за оваа видео лекција. Ви благодарам и ви посакувам секое добро.